Утре итна седница за исечените дрвја во центар. Деталните урбанистички планови нема да се на дневен ред. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ нема да присуствуваат. Македонија ја губи позицијата на лидер во регионот за заштита на зеленило. Екологистите бараат цврсти закони со кои ќе се спречи уништувањето на зелените површини. Африканскиот дожд ни го однесе родот на пченицата, ниски откупни цени и лоши приноси од годинешната жетва. Самара замина за Вашингтон. Грчките медиуми очекуваат американски притисок за да се реши спорот околу името. Бугарскиот културен клуб бара оставка од Чепреганов. Причината став искажан на 24 вести, дека Илинден им припаѓа на македонците. Тој вели: "Зборувам како експерт, а веќе секако не сум директор на националната институција." Добар ден, почитувани, дневник во 17 часот, во него и за останатите информации. Итна евакуација на американците од Јемен заради безбедносна закана. Македонската дипломатија се уште го проценува ризикот. Во Хрватска се казнува свиркање против премиерот. Пријави за нарушување на јавниот ред и мир за оние што го извирка Милановиќ. Питон задави 2 деца на спиење во Канада. 5-метарската змија побегнала од продавница за екзотични животни. За утре во општина Центар е закажана итната седница на општинскиот совет посветена на сечењето на дрвјата кај хотелот Бристол. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ најверојатно нема да присуствуваат, а они од коалицијата на СДСМ сепак нема да расправаат за враќање на старите урбанистички планови за овој дел на градот. Под ведро небо утре на местото каде среде ног се сечени дрвјата кај хотелот Бристол, советниците од општината Центар ќе одржат седница со единствена точка на дневниот ред да се слушнат мислењата и сугестиите на граѓаните. Координаторот на советничката група на Сојузот на едината од Центар вели дека не се точни обвинувањата дека дуповите не се сменети по нивна вина. Туку вели, обструкциите од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ го договлекувале целиот процес. Оно што треба да се знае е дека со измената на дуповите, новата зграда на Советот за радиодифузија нема да можеше да почне да се гради, а немаше да има потреба од сечење на дрвјата. Што се однесува до дуповите, вистината излезе на виделина. Протестите што беа пред општина Центар, значи не беа спонтани, туку организирани, не со цел да се заштити наводното рушење на црквата, туку се заштити донесувањето на новите дупови со цел да продолжи дивењето на урбаната мафија во општина Центар. 24 вести не успеа да добие став од советничката група на ВМРО-ДПМНЕ дали ќе учествува на отворената седница кај хотелот Бристол. Ала Џајко вели дека не очекува да присуствуваат со оглед дека не одговарале на поканите, ниту на телефонските пораки. Од општината Центар велат дека со оглед на годишните одмори и седницата за советнички прашања која треба да се одржи во август, точката за измената на деталните урбанистички планови во Центар не може да се очекува пред септември. Македонија го губи местото на лидер во регионот по заштитата на зелените површини. Екологистите бараат цврсти закони со кои ќе се спречи неконтролирано сечење на дрвјата. 9% од територијата на Македонија е заштитено зелено подрачје, но многу мал дел од тие зелени површини се во градовите. Македонија од лидер во регионот полека ги губи позициите кога е во прашање за чувувањето на зелените површини и шумите, реагираат дел од експертите. Велат последниот чин кога беа исечени дрвјата пред хотел Бристол со полициско обезбедување е само потврда за тоа. Според екологистот Јован Мазгански, деталните урбанистички планови кои се прават и во градовите треба да се засноват на научна истражувачка дејност која ќе им биде од корист на граѓаните, а не само на поединци. Последните години во Скопје се исекоа многу дрва, познати булевари каде што беа со полни со дрва, и мислам дека тоа е жалосно и за граѓаните и за градот пред се. Дрвото во градот, американците имаат некоја анализа каде што вика 30 годишно дрво, подцртувам 30 годишно дрво, ако го имаш во дворот, отприлика се намалува сметката за струја летно време или зимно за отприлика 25 до 30%.
Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат немаат надлежност да зборуваат за промените на деталните урбанистички планови, но велат Македонија согласно законската регулатива се уште добро се држи кога се во прашање зелените заштитни површини. Велат такви ги има околу 9% на територијата на Македонија. Некаде околу 9% од територијата на Република Македонија ја покриваат заштитените подрачја. Значи тоа се некаде околу 81 подрачје, од кои што би ги издвоил како најрепрезентативни националните паркови, кои зафаќаат негде речиси околу 4,5% од тие 9% од заштитените подрачја. Сепак прашањето околу овие промени на деталните урбанистички планови и нивната имплементација не е во надлежност на Министерството за животна средина и би било во тој контекст прашање поставено до некој друг државен орган во овој случај. Од партијата на Зелените Дом денеска и преку писмено соопштение реагираат проблемот со зеленилото да се решава институционално со донесување на закон за зеленило. Сепак од партијата на Поповска, коалицијскиот партнер во власта, нема конкретен став околу последното случување кај Бристол. Во соопштението се наведува: јавноста е запозната дека Комисијата за животна средина на Дом во соработка со експерти од оваа област во изминатата година го подготвуваше предлог законот за зеленило според примерите на Германија и Австрија. Се очекува по прецизирањето на одредени прашања и по отворената јавна расправа од сите субјекти во општеството да влезе во собраниска процедура од септември. Се очекува и целосна поддршка од сите пратеници во собранието. Еколошкиот активист Мазгански пак предупредува дека иако за секој сечено дрво можеби се садат на други локации нови, сепак е неизвестно колку од нив навистина ќе обстанат и заживеат, па затоа велат таквото оправдување за намалувањето на зеленилото е без конкретен ефект. 70 милиони евра ќе чини новиот клинички центар во Скопје, но до него нема да се стига со приватен автомобил, по предложение за останатите информации. Грчкиот премиер Самарас отпатува за Вашингтон. Освен со американскиот председател Обама, во САД ќе се сретне и со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун. Грчките медиуми очекуваат притисок за раздвижување на спорот околу името. Средбата Самарас Обама во четврток во Вашингтон би можела да донесе силен притисок за брзо затварање на прашањето со името, како и на кипарското прашање, оценуваат голем дел од грчките медиуми во најавата дека грчкиот премиер веќе заминал во САД. Во агендата на Самарас е и средбата со генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, по чија закрила се и двете прашања. Според провладиниот Катимерини, Вашингтон е подготвен да се активира за решавањето на кипарскиот проблем и на прашањето со името, а впечатливо е и што грчките медиуми посетата на Самарас на САД веќе подолго време ја најавуваат како значања, бидејќи доаѓа неколку недели пред како што се вели отварањето на сериозните национални прашања во врска со Кипар и името на Скопје. На што сега се додава и очекуваната нова рунда преговори под покровителство на медиаторот Нимиц на крајот на август или во почетокот од септември. Прогнозите на грчките медиуми одат дури дотаму што Товима предочува дека американците се очекува да дејствуваат силно во следниот период и дека сакаат да се затвори прашањето со името за да се заокружи евроатланската интеграција на Западниот Балкан. Токму Вашингтон покрај Брисел и од домашните аналитичари се посочуваат како клучните центри кои треба да извршат влијание врз грчката страна за посериозен ангажман околу спорот со името, особено откако грчкиот премиер ги одби сите иницијативи од македонска страна за разговори на високо ниво, пошто уследи и најавата од македонскиот премиер дека ќе побара директно од Обединетите нации менување на форматот на разговори за двете страни да седнат на заедничка маса по српско-косовскиот пример на ниво на премиери и со силно меѓународно посредништво. Бугарскиот културен клуб баре оставка од историчарот Тодор Чепреганов од позицијата директор на Институтот за национална историја поради неговата изјава за 24 вести, во која вели дека Илинден им припаѓа на македонците. Чепреганов се брани: зборувам како историчар, а со институцијата и онака веќе не директорува. Оставка од позицијата директор на Националниот институт за историја Тодор Чепреганов побара Бугарскиот културен клуб од Скопје. Како причина го наведуваат неодамнешното интервју на Чепреганов за 24 вести, каде зборува за присвојувањето на Илинден од двете страни на македонско-бугарската граница. Лазар Младенов од Бугарскиот културен клуб побара од Чепреганов, како што вели, да престане да манипулира со јавноста. Со
историјата треба да се престане да се манипулира. Чепреганов е директор на Институтот за национална историја на Република Македонија и тој многу добро ја знае историјата на самата Македонија. И не знам зошто и кому му служат манипулациите со вистината во однос на Илинденското востание. Во интервјуто кое пред Илинден Чепреганов го даде за 24 вести, вели дека се она што се случило на територијата на Македонија му припаѓа на македонскиот народ и затоа Илинденското востание е дел од колективната меморија на македонскиот народ и му припаѓа на македонскиот народ. Раководството на Бугарскиот културен клуб оваа изјава на Чепреганов ја оценува како иредентистичко празнење кое, како што наведуваат, го карактеризира како политички пропагандист од југословенската ера и ги труе односите меѓу Македонија и Бугарија. Чепреганов вели дека не е на директорска функција во Институтот за национална историја веќе година дена и се она што го изјавил било само како експерт историчар. Нема смисла да го коментирам сето тоа затоа што ја не сум политичар кој што може да влијае врз политиката, па да зборуваме за иредентизам. Како историчар сум напишал многу работи во кои што можат да видат дали сум за иредентизам или не, затоа што мојот став е оно што е направено денеска, опстојуваат тие граници и тие граници треба да се почитуваат. Обвинувањето за иредентизам би било смешно ако не би било тажно. Бугарскиот културен клуб му забележува на Чепреганов и за изјавата на конференцијата на обединетата македонска дијаспора, каде како што наведуваат, изјавил дека со формирањето на македонската федерална единица во рамките на Југославија, Букурешкиот мировен договор од 1913 бил формално поништен бидејќи една од подписничките Србија се откажала од нејзината територија. Јас не верувам дека Чепреганов ја нема прочитано таа вистина, но не знам зошто манипулира со останатото население кое не се занимава со читање на историските теми. За Букурешкиот мировен договор и поделбата само би им поставил прашање која беше територијата на која се формира Федерална Македонија, а денес обстојува самостојна Република Македонија. Споровите за различно гледање на историските настани се најжешката точка во македонско-бугарските односи и најпроблематично прашање за релациите Скопје-Софија. Тревога во амбасадите во арапските и африканските земји. Сад и повеќе европски земји го повлекуваат дипломатскиот персонал по информациите за можен терористички напад од Ал-Каида. Од македонското МНР ситуацијата ја проценуваат, но засега нема да се повлекува персоналот од амбасадите. Американските, британските, норвешките амбасади на Блискиот Исток и во Африка се празнат пред заканата од можен терористички напад. Македонија се уште ги анализира состојбите. Македонското министерство за надворешни работи по последната тревога низ дипломатските представништва на западните земји во светот информира дека постојано ги ажурира податоците, но засега нема официјален став дали ќе се преземат мерки за безбедност во македонските дипломатски представништва кои се наоѓаат во земјите под закана од терористички напади. Од МНР вела дека досега не било практика Македонија да повлекува амбасадор или официјален представник на дипломатските представништва во странство, дури и при големи кризи, а како пример ги наведуваат случувањата во Косово и Египет. Од земјите кои деновиве се сметаат за ризични, Македонија има амбасади во Катар и Египет, а голем дел од арапските и африканските земји ги покрива преку амбасадите низ Европа. Светот и денеска го треса страф од евентуалните напади на Ал-Каида. Соединетите американски држави и Велика Британија веќе ги евакуира амбасадите во Јемен, а американската амбасада во Тирана е под максимално засилено обезбедување. Стејт департментот дури побара владините представници американските граѓани да го напуштат Јемен. По САД, Велика Британија, Франција и Германија, денеска и Норвешка најави затворање на 15 амбасади во Африка и Азија. Според весникот Нью Йорк Таймс, Соединетите американски држави донеле одлука за времено затворање на амбасадите откако пресретнале порака на лидерот на Ал-Каида, Ајман Ал-Завахири, во која тој наредил на припадниците на оваа терористичка мрежа да извршат напад во Јемен. Според нашите сознанија, Ал-Каида и нејзините соработници планираат терористички напади во регионот на САД. Исто така имам информации дека нападите би можеле да започнат веднаш и да траат до крајот на овој месец. Јеменските власти објавија список од 25 терористи од Ал-Каида на арапскиот полуостров кои планирале терористички напади во Сана и други градови во државата. Министерството за внатрешни работи на Јемен соопшти дека осумничените планирале да нападнат канцеларии на странски организации и објекти во државата. Останатите информации од светот подолу во дневникот, продолжуваме со економските информации.
Годинешната жетва нема да ги исполни правичните оптимистички очекувања. Високите температури го уништија либното зрно, поради што и приносите ќе бидат пониски. Од друга страна, земјоделците обвинуваат дека мелничарите не ги почитуваат договорените откупни цени и пченицата ја откупуваат по минимални 10 до 11 динари за килограм. Ниски откупни цени и приноси, годинешната жетва и покрај оптимистичките очекувања ќе потврли. Земјоделците обвинуваат дека мелничарите не ги почитуваат договорите за откупните цени и проценката на квалитетот на пченицата. Годинашната жетва и откуп на пшеницата е проблематичен како никогаш досега. Мелничарите не ги почитуваат ниедна од спогодбите што беа донесени. Пшеницата беше договорена трета класа 13, втора класа 14 и прва класа 15 денари. Тие откупуваат по 10 и 11 денари. Дел од мелничарите за 24 вести тврдат дека договорите во целост се почитуваат. Од Асоциацијата на земјоделци велат дека поради високите температури лебното зрно е со лош квалитет, што ја руши и откупната цена на пченицата. Секоја квалитетна пшеница, тоа е документовано, като кажа, милинарите се откупува по цената која договоривме. Меѓутоа, кај некој жолт африкански дож многу влијал за да се намали квалитетот на самата пшеница и сега млинарите навистина имат проблем со квалитетот на брашното, а со тоа и самите пекари. Земјоделците бараат државата да изврши интервентен откуп на 8.000 тони пченица. Од владата не ја исклучуваат можноста за интервентниот откуп. Одлука за интервентен откуп на пшеница нема од страна на владата, но тоа не го исклучуваме како опција, се разбира согласно приликите кои што ќе се случуваат. И од опозицијската СРСМ апелираат владата да ја спаси годинешната реколта со интервентен откуп на пшеница исклучиво од индивидуалните земјоделци по цена од 15 денари за килограм. Владата нема друг избор освен да изврши интервентен откуп на 10.000 тони пченица. За проблемот со откупот на пченицата алармиравме уште кога земјоделците се пожалија дека мелничарите немаат интерес да ја откупуваат пченицата по препорачаната цена од Министерството за земјоделство, стои во соопштението од СРСМ. Досега е откупено околу 65% од пченицата, а одлуката за условен увоз ке важи се додека не се стабилизира домашниот пазар. Македонија и дефинитивно остана без рестораните за брза храна Макдоналдс. Утрово се отстранети и последните ознаки од ресторанот во скопската населба Тафталиџе 2. На почетокот на јуни беа отстранети ознаките од ресторанот во населбата Аеродром и во центарот на градот. Сите 7 ресторани Макдоналдс во земјава беа затворени во мај годинава. Затварањето доаѓа по одлуката на Европската централа на Макдоналдс, која го прекина договорот за франшиза со македонската компанија Саја Компани, која веќе не ги поседува правата за работа со брендот. Тогаш од компанијата изјавија дека бараат решение за рестораните повторно да почнат да работат. Растат цените на угостителските услуги. Најмногу поскапела храната и алкохолните пијалоци во кафаните. Сепак продажбата не се намалува. Угостителските услуги во јули во споредба со истиот месец лани поскапи за 2,1%. Најголемо зголемување статистичарите пресметале кај цените на храната во рестораните за 3,4% и на алкохолните пијалоци во кафе-баровите за 1,5%. Граѓаните се свесни за високите цени во угостителските објекти, но велат од некои навики тешко е човек да се откаже. Не можам да си го дозволам тоа да одам во ресторан да јадам. Сметате дека кафаните и ресторантите се скапи? Да. Да, може за некого не се скапи, или за мене, например, одам, некогаш може, некогаш 2-3 пати годишно тоа. Еднаш во 2 недели. Кафичите за сега во ред се цените, не се промениле веќе неколку години наназад. Рестораните малце поскапуваат. Може да бидат поевтини. Сега најретко. Зашто? Па нема пари. Без парица не се иде во кафана. Прифатливи се да. Се окей. Тоа е тоа. Колку пати месечно одите на кафе? На кафе? Па 2-3 пати. Не знам. Првите луѓе на една од поголемите винари од земјава тврдат дека повисоките цени на алкохолните производи не влијаат врз продажбата. Кај нас се зголемија цените за ракиите, нели виното останува исто. Меѓутоа, покачувањето на другите цени, мислам дека нема да има никое големо влијание да се одрази на
продажбата на вина на Македонија. Она што прво го споменав како причина, мислам дека е порелевантно. Самото подигнување на винската култура во Македонија и општо раст на пазарот на вино. Не мислам дека ќе има ефект самото зголемување на другите јаваци. Поради континуираното зголемување на цените во угостителството, алармираа претходно и од угостителската комора, кои изјавија дека бизнисот од месец во месец се помалку им дава резултати. Користењето на угостителските услуги ги подели граѓаните. Они од постарата генерација сметаа дека одењето во ресторан или кафејана веќе станува луксус, но на тоа не ни помислуваат оние помладите, кои што не ни се откажуваат, ниту пак имаат помисла да ги редуцираат кафе паузите. Вработените од ремонт пруги целосно ќе преминат во инфраструктура на македонски железници, изјави првиот човек на железничка инфраструктура Ирфан Асани во телефонски разговор за 24 вести. Тој вели дека со последниот оглас за вработување на 25 општи работници на неопределено време, кој денеска објавен, се заокружува преминувањето на работниците од ремонт под државна капа и со тоа ќе се испочитува во целост владината одлука. Откако ги купи босанската компанија, работниците од ремонт на пруги останаа на улица, пошто речиси цела година протестираа пред владата пред да се донесе одлуката да се вратат во железница. Министерството за финансии откажа за денеска закажаната аукција на државни хартии од вредност. Образложението е дека потегот е направен со цел да се подигне ликвидноста на стопанството и секогаш кога ќе има простор за тоа, финансии ќе ги откаже аукциите. Ова е втора поред аукција на државни хартии од вредност која се откажува во рок од 1 месец. Според последните јунски податоци, нивото на јавниот долг на централната влада падна за 0,01%, односно на 34,1%. При што е регистриран долг кон странство од 1 милиарда 662 милиони, а внатрешниот долг има благ пат и изнесува 1 милиарда и 54 милиони евра. Проектот за изградба на најголем светски соларен парк во Србија најверојатно нема да се оствари. Инвеститорите се жалат дека од државата добиле несоодветно земјиште за изградба. Милион евра награда за накитот украден во Кан нуди британската осигурителна компанија Lloyds. Преглед на бизнис вестите од регионот и од светот. Проектот за изградба на најголем светски соларен парк во Србија најверојатно нема да се оствари. Инвестицијата за изградбата е вредна милиарда и 750 милиони евра. Од американската компанија Secrum Activity Partners, која требаше да инвестира во изградбата, паркот на југот на Србија, се жалат дека од државата добиле несоодветно земјиште за изградба. Изградбата на паркот требаше да трае од 3 до 5 години и да ангажира околу 3000 работници, а кога паркот ќе почнеше со работа, се очекуваше дека ќе вработи околу 600 луѓе, кои би произведувале струја за пазарот на Европската Унија. Словенија понуди на продажба 15 државни компании и банки. Државата на овој чекор се одлучила поради фактот што земјата поминува низ финансиска и банкарска криза. Меѓу компаниите понудени за продажба се најголемиот национален авиопревозник, телекомуникацијската корпорација, хемиски компании, произведувач на спортска опрема, нагласува весникот. Проценките се дека приватизација може да му донесе на буџетот до 750 милиони евра. Британската осигурителна компанија Lloyds нуди милион евра награда за информации кои може да ја одведат полицијата до накитот украден во Кан за време на филмскиот фестивал во хотелот Карлтон. Вредноста на накитот се проценува на 103 милиони евра. Украдениот накит беше изложен во хотелот во рамки на изложба, организирана од фирмата Левиев, специјализирана за трговија со дијаманти, која има канцеларии во Лондон, Њујорк, Дубај и Сингапур. Економијата на еврозоната се зајакнува благодарение на поголемиот зголемен раст од очекуваниот, па тоа се покажало како клучен показател на стопанскиот развој. Композитниот индекс кој го пресметува истражувачката агенција Маркит во јуни изнесувал 50,5 поени, прв пат во последните 18 месеци. Во октомври годинава ќе биде запрен часовникот кој секојдневно покажува колку трилиони долари должи благајната на САД, потврдува Американскиот секретаријат за финансии. Од март секретаријатот користи сметководствени техники за да го прикрие вистинското ниво на американскиот долг и барем навидум да го задржи под нивото од 16,7 трилиони долари.
Долгот до март растеше со темпо од неколку десетици милиарди долари дневно, повремени еднодневни намалувања, но со постојана тенденција на пораст. Од пред 4 месеци, реалниот износ на американскиот долг веќе не е познат за јавноста. Во продолжение, еве какви беа берзанските движења денеска. Објавен планот за новиот клинички центар во Скопје. Објектот ќе чини 70 милиони евра, но граѓаните веќе нема да можат со автомобил да одат до вратата на клиниката. Во новиот клинички граѓаните нема да можат со автомобили да се движат низ комплексот, освен ако не сте смртно болни. Министерот Тодоров не кажа како ќе се знае кој пациент треба да добие дозвола за влез со автомобил, но вели дека немало да има проблем. Во новиот комплекс кој што го презентираше првиот човек на здравството, ќе има место и за катна гаража со хелиодром, каде граѓаните ќе имаат можност да ги паркираат возилата во некоја од двете катни гаражи предвидени со новото идејно решение кое изнесува 1.300.000 евра. Предвидено да се изградат две катни гаражи. Тоа е многу значајно. Тие ќе бидат огромни катни гаражи по 1250 возила или 1250 паркинг места секој од нив или вкупно 2500 возила во катни гаражи. Во новоизбраното идејно решение на клинички центар не е предвидено рушење на сите стари објекти, туку нивно реновирање или пренаменување, освен старата зграда на гинекологија и интерните клиники, додаде министерот Тодоров и истакна дека неколку клиники нема да бидат вклучени во новиот центар. Во овој објект, вака нов, ќе бидат сместени сите клиники, освен клиниката за инфективни болести, која што ќе биде посебно и сместена во сопствената зграда, клиниката за педиатрија, детската клиника, кон која што ќе се спои клиниката за детска хирургија, која што од постојната зграда ќе премине таму, и стоматологија и максилофацијална хирургија, кои што ќе се останат во постојниот објект. Минатата година беше најавено дека изградбата на новиот клинички центар ќе биде готова во период од 2 до 3 години, но на денешната пресконференција министерот истакна со изградбата на новиот клинички центар Мајка Тереза се очекува да се започне во првиот квартал од следната година и да трае до 2017-тата. Целиот проект ќе чини 70 милиони евра, а ќе се отплаќа на 20 години. Парите се обезбедени од Банката на Советот на Европа. 59 годишен кавадарчанец утрово загина на работно место. Отстранувајќи дефект на приколка, металната конструкција му паднала врз глава. Од тешките повреди починал на лице место. Надлежните органи и трудовиот инспектор ќе ги утврдуваат причините за несреќата. Кобно започнал работниот ден за 59 годишниот Митре Д од Кавадарци. Утрово околу 9 часот во кругот на шумското стопанство Бор, каде бил вработен, кавадарчанецот се обидел да отстрани дефект, но металната конструкција која ја поставил му паднала врз глава, починал на лице место. Првично понешто знаеме, сега починатиот работел на отстранување на дефект на товарна приколка, при што е дојдено до излетување на железен клин и добил истиот удар во главата. На местото на несреќата увид извршила полицијата од Кавадарци, истражен судија и јавен обвинител. Допрва ќе се истражуваат причините за трагедијата. Како дошло до несреќата ќе утврдува и трудовиот инспектор. Двајца афганистанци без документи биле откриени на железничката станица Гевгелија во кој патувал од Грција за Австрија. Мигрантите биле пронајдени на влез во Македонија во празни вагони, а со себе немале патни исправи. Според нивната изјава, двајцата се државјани на Авганистана имале намера нелегално да стигнат до некој од западноевропските земји. Мигрантите се предадени на граничните полициски служби. Турските власти не отстапуваат. Ергенекон и официјално ја прогласија за терористичка организација. По продолжение информациите од светот.
Адвокатите на американскиот војник Бредли Менинг подготвуваат стратегија за намалување на казната за нивниот клиент, кој е обвинет за откривање на голем број тајни податоци на Wikileaks. Неговите адвокати побараа судијата да спои 2 од 6 точки поврзани со шпионажата и 2 од 5 за кражба. Ако предлогот биде прифатен, можно е намалување на казната за 20 години. Американскиот воен суд на 30 јули пресуди дека Менинг, кој се товари за давање на доверливи податоци на Wikileaks, е виновен по 21 точка од обвинението, но не и за најсериозната помагање на непријателот. Тој е осуден за другите кривични дела, меѓу кои шпионажа и кражба на доверлив материјал, зашто е предвидена казна во трајање од 136 години. Пресудата треба да биде изречена на 9 август. 3 лица загинаа откако маж отвори оган во градчето Рос во американската сојузна држава Пенсилванија. Маж вооружен со пиштол пукал врз општинската зграда за време на седница на службениците. Потоа тој упаднал во салата и продолжил да пука во луѓето, при што убил 3 лица пред да биде совладан од службеник кој го ранил со пиштол. Мажот бил уапсен и одведен во болница, каде помош им била укажана и на тројца повредени во покутниците. За сега не се познати мотивите за нападот. Питон задави 2 деца на возраст од 5 и 7 години во Канада. Трагедијата се случила додека децата спиеле кај нивно другарче, кое живеело над продавницата за екзотични животни, од каде избегал питонот. Според полицијата, змијата долга околу 5 метри избегал од аквариумот во кој била чувана. Собственикот на продавницата изјавил дека питонот успеал да излезе од продавницата преку дупка на таванот. Канадскиот град е во шок од трагедијата. Турскиот министер за Европска унија Игемен Багаш изјави дека со одлуката на судот во Силиври во врска со случајот против организација Ергенекон, групацијата и официјално е прогласена за терористичка организација. Според Багаш, Турција вчера доживеала историски ден во кој победила демократијата. На 250 лица вчера беа прогласени за виновни во случајот Ергенекон под обвинение дека подготвувале заговор против премиерот Ердоган. Осуди за изречените пресуди на новинари и писатели во Турција пристигна од представничката за слобода на медиуми на ОПСЕ Дунја Мијатовиќ, која изјави дека земјата ги прекршила слободата на говор и независноста на медиумите. Шибенско-книнската полиција приведе еден човек, а трага по неколкумина поради свиркување на хрватскиот премиер Зоран Милановиќ за време на говорот во Книн на прославата на Денот на хрватските бранители и 18 годишнината од операцијата на хрватските сили позната како Бура. Приведениот ќе добие пријава за нарушување на јавниот ред и мир, а се трага и постанатите учесници во толпата. Иако Милановиќ во говорот во Книн порача да се заборави омразата и злото, доби неочекувано студен пречек од насобраните граѓани кои дофрлува: не давајте му да зборува, и ти не ја сакаш Хрватска. Издавачката куќа Вашингтон Пост компани ги продаде весниците, вклучително и Вашингтон Пост, на основачот на компанијата за електронска трговија Амазон, Джеф Безос, за $250 милиони. Ваквиот чекор доаѓа во време на досега невидени предизвици на пазарот на печатени медиуми, кој се соочува со пат на продажбата и приходите од реклами. Председателот на Вашингтон Пост, Доналд Греам, изјави дека иднината на весникот ќе биде побезбедна во рацете на новиот собственик. Намалку 5 индиски војници беа убиени во напад во регионот Кашмир долж границата со Пакистан. Нападот се случува во време кога Индија и Пакистан прават напори за обновување на мировните преговори, кои беа прекинати во јануари по нападите на границата во која загина еден индиски војник. Според индиските медиуми, на новиот инцидент на границата бил напад на пункт на индиската армија во Кашмир. Македонската кошаркарска репрезентација против Хрватска на трета контрола во подготвителниот период. Давид Бабулски на списокот на селекторот Челјановски за пријателската контрола против Бугарија следната недела. Блажевски на излезот од Турново, Хајдук го најавува како свое заселување. Примирието на Станич и Металург кратко траеше, си разговараат преку медиумите. Спортските вести се веднаш по дневникот. За крај една интересна информација за несекојдневна политичка функција. Роберт Туфт се уште оди во градинка, но повтор пат е избран за градоначалник на неговиот роден град Дорсет во Минесота. Градот во кој живеат само 25 луѓе нема официјална власт, а Боби за неговиот втор мандат е избран на фестивалот кој се одржува секоја година. Секој човек во Дорсет може да гласа колку пати сака, а секој глас се плаќа по $1. Боби имал само 3 години кога прв пат е прогласен
огласен за градоначалник, а неговата мајка, Ема Тувц, рече дека била изненадена кога нејзиниот син повторно победил. Тука е крајот на дневникот. Останете со 24 вести да ги проследите и спортските информации. Пријатно!